Дневник на телеканал А1, почитувани гледачи, добре дојдовте. Настаните на денот се следните. По невремето од кое беше зафатена Гевгелија, упатуваат предупредувачки апел до граѓаните за отстранување на олуците од своите домаќинства од уличната фекална канализација. Тимови на Црвен крст од Македонија и Австрија анализираа примерок од водата на Дојранското езеро. Потврдено, водата од езерото може и да се пие. Чувањето мини зајаци станува тренд во регионот. Започнуваме со дневникот. Економски предвижувања ќе има за неколку години. Просечната плата од 500 евра ќе стане реалност во 2019 година. Политиките на привлекување на странски инвестиции ќе продолжат, најави премиерот Зоран Заев во вчерашното гостување на националниот сервис, каде се соочи со уредниците на македонските телевизии. Нашата намера не е императивно да ги донесеме бам 12.000 за почеток минимална плата. Одлука на влада 16.000 денари минимална, па тоа некого ќе го кошта, ќе го уништи. Сакаме да отвориме дебатата, да и направиме проценките, да се знае каде државата треба да интервенира, за да нема тоа негативен ефект врз одржливоста или профитабилноста на самата компанија, односно да не ја уништиме компанијата, обидувајќи се да стимулираме да даде поголема минимална или просечна плата, на крајот таа и да не постои, да не дава никаква плата. Целта не е таа. Нормално е и компанијата да расте во својот обем, ама при тоа да го мотивираме доволно и газдата, да оддели малку похрабро од неговото срце, така да се каже фигуративно, и да сподели со работниците. Во Македонија не може тој што зима 10.000 денари плата и тој што зима 10.000 евра плата да платат исто 10% персонален данок на доход. Тоа не е фер. Механизмот кој што го предлагаме е сите оние што имат примање до 1000 евра плаќаат 10%. Секој оно што има над 1000 евра, пример 2000 евра, за 1000 евра, над 1000 евра што се, значи само за 1000 евра плаќа 18%. Негуваме начин на привлекување на инвестиции под рамноправни услови со домашните компании. Не сакаме да видиме компанија која што добива 8 милиона и 200 000 евра државна помош годишно, а бруто плати им се 7 милиони евра на работниците. Така можат сите. Зошто да нема рамноправни услови, мотивирачки доволно за сите, барем подеднакво, ако не со причина и повеќе за домашните компании од нивната добивка, па останува овде. Македонија ќе продолжи со политики на привлекување на странските инвестиции. Но јас се надевам да дојде еден Google, еден Facebook, едни огромни компании кои што ќе бидат доволно мотивирачки овде, да дојдат со сериозни импакти и тоа да не се прави со трошење на пари. Туку привлекувањето на инвестициите да се прави со менаџментот на даночната политика. А наместо да започне да работи на реализирање на ветувањата што ги даде на граѓаните, СДСМ работи на креирање на лажни вести со цел граѓаните да заборават на нивните ветувања, порачува ВМРО ДПМН во пишано соопштение до медиумите. СДС наместо да започне да работи на стратегија како да привлече странски инвестиции, тие работат на стратегија како да се оцрни раководството на ВМРО ДПМН. На своите први седници, наместо да се погрижи за обезбедување на подобри услови на граѓаните преку носење одлука на покачување на плати и пензии како што тие ветија, СДС сепак се одлучи да донесе одлука за разрешување на републичкиот јавен обвинител, се вели во соопштението од ВМРО ДПМН. Се посочува дека граѓаните од СДСМ очекуваат да ги исполнат ветувањата за минималната плата од 16.000 денари, просечната плата од 30.000 денари, а на лекарите плата од 100.000 денари, изградба на нови 500 километри автопат. Граѓаните од Заев не очекуваат лаги и манипулации, туку исполнување на ветеното членство на Република Македонија во Европската Унија и НАТО без да се задира во идентитски прашања. Уште првите денови граѓаните видоа колку вреди зборот на СДС и нивниот председател Зоран Заев, се потенцира во соопштението од ВМРО ДПМН.
Продолжуваме со дневникот. Општинските комунални инспекции од Гевгелија со полни раце работа. По невремето од кое беше зафатен градот, упатуваат предупредувачки апел до граѓаните за отстранување на олуците од своите домаќинства од уличната фекална канализација. По обилните врнежи од кои беше зафатена Гевгелија и поради неконтролираното истекување на атмосферските води во фекалната канализација во одделни делови од градот, општинските комунални инспекции на терен со предупредување до граѓаните за отстранување на олуците за истекување на атмосферските води во дворните места од уличната фекална канализација. Поради висинската разлика на местоположбата, при поголеми врнежи на јужниот дел од градот се јавува овој горлив проблем. Од Оделението за инспекцијски надзор во општина Гевгелија упатуваат предупредувачки апел до сите граѓани кои што олуците од своите семејни куќи ги преклучиле на уличната канализација за отпадни води од домаќинствата. Истите веднаш да ги исклучат, во спротивно ќе бидат преземени мерки согласно законот. Именно согласно член 23 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, заради заштита и спречување на оштетување на канализационниот систем, се забранува испуштање на атмосферските води во канализационниот систем на отпадни води од домаќинствата и индустриските отпадни води. Комисијата прво им праќа предупредувачко решение на граѓаните со кој им дава рок за отстранување и доколку не го испочитуваат следи прекршочна постапка. Општинските комунални инспекции на секои 3 месеци вршат проверка и контрола на работата и досега поради непочитување на наредбата се донесени 12 решенија за прекршочна постапка. Во прилог на граѓаните е да ја испочитуваат оваа наредба за да не дојде до бројни проблеми и излевање на водата од шахтите. Од Гевгелија се селиме во Дојран, во рамки на активноста која се организираше во Центарот на Црвен крст во Дојран, како обука за вода и санитација и промоција на хигиена. Тимови на Црвен крст од Македонија и Австрија анализираа и примерок од водата во Дојранското езеро. Водата во Дојранското езеро не само што е безбедна за капење, туку дури и може да се користи за пиење со одредено прочистување. Ова го потврдила анализата на примерок од водата која за своји потреби во текот на своја активност ја направи екипа на Црвениот крст од Македонија во соработка со Австријски Црвен крст Штаер. Активноста се организираше во Центарот на Црвен крст во Дојран како обука за вода и санитација и промоција на хигиена, а во нејзини рамки тимовите на Црвениот крст од двете земји анализирале и примерок од водата во Дојранско езеро. Повеќе од често во катастрофите системите за снабдување со вода се уништени, поради тоа постои потреба да има начин како може таа вода да се пречисти. Има потреба од луѓе кои ќе го направат тоа, па со таа цел Австријскиот Црвен крст е дојден тука на испомош на Македонскиот Црвен крст да обучи нови членови кои би биле дел од тие тимови кои понатаму во случај на катастрофи би пречистувале вода. Инаку неодамна и општина Дојран излезе со информација објавена преку нивната Facebook страна Дојран Ренесанс дека Дојранско езеро има вода која е безбедна и здравствено исправна за капење. Тука беа објавени резултати добиени од Центарот за јавно здравје во Велес за примероци од вода кои општинските власти ги испратиле до оваа институција. Во документите е наведено дека примерокот на отпадна вода земен од пречистителната станица Топлецка и Дојранското езеро одговара на законските прописи. Примерокот од површинска вода земена од плажата Граникојка и Стара Мрдаја, според физичко-хемиските параметри, одговара на втора и прва класа на вода, а според микробиолошката анализа се наоѓа во одлична состојба. Исти резултати се добиени и за плажата Полин и за градската плажа. Чувањето мини зајаци станува тренд во регионот. Овие мали цицачи се лесни за одгледување и бараат внимание како и секое останато домашно милениче. Ако досега чувањето рибки, кучиња или мачки во домашни услови беше најмногу застапено, во последните неколку години во регионот се појавува нов тренд. Мини зајаците или познати меѓу одгледувачите како лавја глава се почесто се чуваат како домашни миленици. Овие мали зајачиња кои не растат повеќе од 20 см се многу лесни за одгледување. Се котат секој месец, а најмногу ги бараат децата. Во Струмица, Тодор Маџиров, кој со деценија одгледува гулаби, украсни птици и мали животни, е единствениот кој во регионот одгледува вакви зајаци.
Бев јас на една изложба во Унгарија, по гулави, по зајаци, папагали, све имаше. Кога ги видов, некако ми влегува во око. И викам, дај и јас да си ги имам. И си ги земам за себе, си ги чувам веќе. Јас имам веќе 3 години како ги одгледувам, ама полека гледам расте трендот и сега не ми останува мало зајче. 2 женки имам и едно машко. Се котат на секој месец и никако повеќе да се намножат, бидејќи има многу активно побарување. И има повеќе врсти од нив, но лавија глава се најактуелни и најубави. Тоа е мало зајче од 20 сантима, ушињата му немаат ни 5 сантима должина, со мали ножиња и исто милениче за дома, може да си го чуват во соба, самото навикнува да иде кај луѓето, си седиш на кревет, си гледаш телевизија, тоа ти иде во скут, се мази, се гали, исто како мачи. И во Скопје е доста распространето, ама со тоа како ми ги купуваат малите зајчиња, значи доста распространето веќе и во Струмица. Освен индивидуалци, за овие мали цицачи интерес покажуваат и специјализираните продавници за животни, што потврдува дека интересот за нив се повеќе се зголемува. Има барати од Гевгелија, барати од Радовиш, имаше еден одгледувач од Радовиш, бараше да ги промениме машките за да не бидат крвно, ама кај мене не се крвно, така да не бех заинтересиран за тоа нешто. А во Скопје многу порано почна тај тренд. И таму може да ги видиш и по кафичи, и по улица, во ракот. И мало е тоа, чисто мало. Ако имаш некој поголем джеп, може и у джеп да си оставиш. Одгледувањето на овие зајаци кои уште се нарекуваат теди бара исто внимание како и за останатите животни кои ќе се решиме да ги чуваме дома. Соодветната храна, хигиена и внимание се најважни за нивното здравје, но и за луѓето околу нив. Преку донација од шведската хуманитарна организација Hand til Hand, Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор и глас и други пречки во развојот Кочо Рацен од Битола доби комплетно нова уредена по сите стандарди перална и сушара за потребите на оваа интернатска установа, која згрижува деца од цела Македонија. Подрумските простории, кои допред само некој месец изгледаа вака, мирисаа на влага, мувла и без минимум услови за било какво користење на овој простор, денеска, благодарение на хуманитарната организација од Шведска Hand til Hand, изгледа вака. Не само што подот, зидовите, машините, прозорците се заменети, туку по хасап системот во земјава, заменета е комплетно електричната инсталација како и канализационата мрежа. Опремени се тоалети со облекувални за персоналот, како и посебни плакари за чување на облеката. Користа е многу голема бидејќи ние имавме малку несоодветни услови каде што се се переше вешот, се пеглаше, ние сме интернат за ученици со посебни потреби, бидејќи децата се со целосен престој од сите краишта на Македонија, функцијата на пералната за нас е од големо значење. Ние како организација требаше да ги знаеме сите прописи што се хаса прописи, што е потребно од нас и како треба овој објект да изгледа. Ние се трудевме и се трудевме да биде се под законските прописи изведено во објектот. Имавме исто инспекција тука што контролира дали ова се законски изведено и денеска и бевме многу пофалени и многу се задоволни од резултатот. Ова не е единствена донација во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор и глас и други пречки во развојот Кочо Рацин од Битола. Минатата година истата организација донираше комора за одржување на храната како и нови врати во спалните соби, со што во многу е олеснета работата на оваа интернатска установа. Нашата соработка со оваа организација започнува од далечната 2013 година, кога за прв го започнавме проектот да се даде шанса на едно дете. И така поред се редеа останатите проекти во болницата, потоа пак во основното училиште Ѓорги Сугарев со опрема, нагледни средства, помагала, понатаму соработка со училиштето од Лума, од Лунд. Еве сега овде во Заводот за рехабилитација, минатата година го имавме комората за храна,
промената на вратите, еве сега овде во овај дел на објектот со пералната, навистина е ова импозантно што можеме да го видиме сега ако ги споредиме и сликите кои што претходно беа во овој дел. Планови за продолжување на соработката се веќе во тек. Денеска најавија и старт на проект кој ќе треба да ја санира вертикалата на целиот објект од 3 ката, како и посериозна реконструкција на овој објект, зашто се чекало одобрување за да се пристапило кон реализација, истакнуваат од Hand Till Hand хуманитарната организација. Почитувани, вие го следите дневникот на телеканал А1, а во продолжение да видиме што се случува денес во светот. Оружен инцидент се случи во иранскиот парламент, тврдат две ирански новински агенции, Фарс и Мехр пренесува БТА. Едно лице денеска влезе во иранскиот парламент и почна да пука кон обезбедувањето. Откако напаѓачот во нога застрела еден член на обезбедувањето, тој побегна, тврдат иранските медиуми. Светските агенции за сега не можат да добијат потврда на оваа вест. Обвинителството во Анкара издаде десетици наредби за апсење во турски министерства во рамките на истрагата за организацијата на исламскиот проповедник Фетулах Гюлен Фето, јави турската телевизија CNN Турк. Наредбите за апсење се издадени на 30 вработени во турското министерство за образование и 17 вработени од Министерството за транспорт, навигација и комуникација. Осомничените лица се корисници на мобилната апликација Байлок, што се смета дека била користена за комуникација меѓу организаторите за подготовка и реализација на обидот за државен удар во Турција во јули минатата година. Утрово е започната операцијата за задржување на осомничените. Приближно 100 лица вчера се повредени во новите судири меѓу антивладините демонстранти и полицијата во венецуелската престолнина Каракас, соопшти опозицијскиот пратеник Хуан Рекесенс, цитиран од ДПА. Пратеникот изјави дека полицајците ги нападнале и ограбиле демонстрантите. Неколкумина новинари исто така биле нападнати. Најмалку 65 лица се убиени откако во април избувнаа протестите против политиката на социјалистичката влада на председателот Николас Мадуро. Поранешниот командант на Ослободителната војска на Косово, Рамуш Харадинај, кого Србија го товари за извршување на воени злосторства за време на војната во 1998 и 1999 година и го честиташе на Црна Гора членството во НАТО. Харадинај е актуелен кандидат за премиер на Косово на престојните парламентарни избори. Поранешниот командант на Ослободителната војска на Косово на неговиот твитер налог синоќа и посака на Црна Гора добре дојде во алијансата, порачувајќи дека тоа ќе овозможи безбедност и стабилност на Балканот. Црна Гора вчера официјално стана 29-та членка на НАТО. Од управата за хидрометеоролошки работи информираат дека годинава не очекува долго топло лето. Постепен пораст на температурите ќе има во јуни како и нестабилно време, а во јули и август релативно посув период како и топлотни бранови. Лекарите советуваат да внимаваме и да се заштитиме од температурните шокови. Од управата за хидрометеоролошки работи за предстојниот летен период најавуваат топли денови, проследени со нестабилно време во јуни, како и постепен пораст на температурите, а од јули и август не очекуваат повисоки температури, па дури и надминување на просечните. За летото кое ни предстои користен е опсежен материјал. Како појдовна основа анализирани се основните двигатели на климатскиот систем, како што изјави Ивана Петровиќ, дежурен синоптичар во УХМР. Деновиве што следат во Струмица ќе има пороен дожд со грмежи, како и благо опаѓање на температурите. И во текот на утрешниот ден, особено во првата половина од денот, во југоисточните делови од земјава ќе има услови за појава на пороен дожд со грмежи, меѓутоа во попладневните часови постепено атмосферата ќе се смирува, меѓутоа ќе започне да дува и засилен ветер од северозападен правец. Максималната температура утре во благо опаѓање и ќе биде околу 27 степен.
Веќе од петок следува период на стабилно време. Во петок ќе биде сончево со слаб до умерен северен ветер, а максималната температура нема значително да се менува и се очекува да биде околу 28 степен. Во наредните денови пота ќе имаме секојдневен пораст на дневната температура, а времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Така во почетокот на наредната недела максималните температури се очекува да бидат околу 32 до 33 степени. Ова индексот во следните денови ќе има и многу висока вредност 8. Лекарите советуваат хронично болните и постарите лица особено да внимаваат. Секако дека овие нагли промени имаат влијание врз здравјето на луѓето. Би го нагласила негативното влијание, особено кај пациенти од постара возраст, значи повозрастни пациенти и хронични болни. Најчесто промените се од типот на промена во крвниот притисок, значи кардиоваскуларни проблеми и проблеми од ревматска природа. На прво место е да се зема редовната терапија. Обично тоа се постари пациенти, значи сега ги да се прилагодуваме зависно од временските услови, значи при повисоки температури да се користат повеќе течности, да не се излегува без потреба на надвор. При врнежливо време, значи тука се понагласени проблемите од ревматска природа, да се земаат антиревматици. Врнежите ќе бележат тренд на намалување, но сепак не би требало да очекуваме период со многу голема топлина. Загревањето на атмосферата би било постепено, па дури и да има температурни осцилации со понагласена топлина, истите најверојатно би биле со пократко времетрајање над Балканот и кај нас. Во јули се очекува потопол и релативно посув период со можни топлотни бранови. Оваа интензивна топлина може директно да се поврзе со посувите агрометеоролошки и хидролошки услови. Во август се очекуваат топлотни бранови. Ќе има доволно топли денови во кои не се исклучува можноста за повремено дестабилизирање на атмосферата и создавање на поволни услови за иницирање и развој на силни олујни облаци со пороен дожд, грмежи, силен ветер, град, а локално да се манифестира во форма на невреме со уште поизразено деструктивно влијание. Почитувани, ова беше и последната информација за овој дневник. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!